Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. 2,5 години од најавувањето на новиот клинички центар во Скопје до денес, остана само добро спакуваната 3D анимација и ништо повеќе. Заврши театарската представа за проектот тежок цели 70 милиони евра, чија изградба најавија дека ќе биде финализирана во 2017 година. Груевски повторно излажа: нов клинички центар во Скопје нема, но затоа има целосен хаос во здравството. Помпезно екс-премиерот Груевски и неговиот пулен министерот Тодоров во јануари 2014 година го најавија започнувањето на изградбата на новиот клинички центар Мајка Тереза во Скопје. Откако ја срушија старата зграда на клиниката за гинекологија, багерите ископаа дупка која што се претвори во огромно мочуриште. Италијанската проектантска куќа Арен СРЛ ги доби своите 1 милион и 300 илјади евра за изработка на проектот, а народот остана излажан дека ќе се лекува во најсовремената клиника изградена по европски стандарди. При тоа се дозна дека архитектот од проектантската куќа бил 2 пати апсен и осудуван за проневери поврзани со изградба на болници и на старечки домови во Италија. Знаела ли власта за минатото на човекот, кому му беше доверена изградбата на објект со површина од 62.000 метри квадратни? Склучи ли власта на ВМРО ДПМНЕ на чело со Никола Груевски уште една криминална сделка? Дали е тоа причината што досега банката од Советот на Европа не го одобрила кредитот за изградба на новиот клинички центар? Груевски и Тодоров нека го остават обезбедувањето и нека се обидат да се пробијат во хаосот предизвикан од раскопаните непроодни улици и дупки и да добијат здравствена услуга на некоја од клиниките. Честопати итните случаи и пациентите кои се во живото загрозувачка состојба чекаат во амбулантните возила за да бидат примени на некој од клиниките, а членовите на нивните семејства се растрчани по околните аптеки за да набават дел од потребните лекови или потрошниот медицински материјал, што е спротивно на Законот за здравствена заштита. Гатачки и бајачки нема да го разрешат хаосот во македонското здравство. Правдата ќе се врати. За секој криминал ќе се одговара. По демократските промени, новата демократска влада, предводена од Зоран Заев, ќе обезбеди подобри услови за лекување на клиниките, поголеми плати за лекарите и за целокупниот здравствен персонал, како и квалитетно, достапно и еднакво здравство за сите. Ви благодарам.